Премиери, учествувавте на 59-та Минхенска безбедносна конференција. Фокусот беше Украина, нападот врз Украина, речиси една година од руската агресија врз Украина. Сето тоа отвори потребата од една нова безбедносна структура на глобално ниво, меѓутоа и ревидирана европска безбедност. Што значи тоа за Северна Македонија? Прво, мене ми беше чест што ја предводев нашата делегација на Минхенската конференција, на Минхенската безбедносна конференција. И како што и сами кажавте, клучно прашање беше безбедноста во Европа и тоа во светло на војната која што се води во Украина. Северна Македонија покажа дека сме во моментов фактор на стабилност на Балканот. Прво, тука сме како членка на НАТО. Второ, тука сме како земја која што ги отпочна преговорите со Европската Унија. И трето, како земја која што председава со ОБСЕ, најголемата безбедносна организација во Европа. Ова Минхенска безбедносна конференција покажа неколку многу важни работи. Тоа е прво дека НАТО, западните земји, Европската Унија се пообединети од било кога. Второ, представниците и на Соединетите американски држави, подпредседателката на Америка и канцеларот Шолц и председателката на Европската комисија и другите лидери од Европа искажа недвосмислена поддршка на Украина, бидејќи таму не се работи само за напад на една држава врз друга држава, туку се работи за напад на посилна врз послаба држава и дека тоа, доколку не се спречи и доколку не се помогне на Украина, може да поттикне други држави тоа да го направат во светот, што секако дека ќе влие врз безбедноста на целокупниот демократски свет во кој што ние денес живееме. Втора тема која што беше исклучително важна се и сајбер војната која што се води, и таа е дел од практично војната која што бесне во Украина, на која што се изложени сите држави, особено државите од западниот свет, и точно се знае веќе од кои држави доаѓаат тие сајбер напади, тие хибридни напади и така натаму. И исто така се разговараше за помошта која што треба да се даде на државите кои што се справуваат со овие сајбер напади. Ние сме една од државите кои што се изложени на сајбер нападите, меѓутоа не е единствена, бидејќи ако ги погледнеме медиумите, тогаш што тоа се соочуваат и Црна Гора, па и Германија претходно, и Србија и други држави, што секако дека уште еднаш ја истакнува потребата од меѓународна соработка, а токму Минхенската конференција беше место каде што беа 450 представници, лидери на државите, представници на невладиниот сектор, истакнати поединци кои што дискутира и кои што разговараат токму на овие теми. За кибернападите ќе ве прашам малку подоцна. Тоа е една од битните теми што се разговараше тука во Минхен. Меѓутоа, безбедноста на Западен Балкан исто така беше една од темите. Вие присуствувавте на панел на кој што се дискутираше за Западен Балкан и потребата од евроинтеграција, односно за брзување на процесот. Колку регионот е прецепиран како безбеден и колку е возможна за брзаната евроинтеграција на регионот и на земјите во него, имајќи ги во предвид на решените прашања Белград, Приштина, но и заладување на нашите односи со Софија изминатиот период? Па најпрвин, панелот на Западен Балкан беше одлична можност, уште еднаш да се потенцира фактот дека веќе не е прашање дали земјите од Западен Балкан ќе станат дел од Европската Унија, туку кога ќе станат дел од Европската Унија. Тоа е првата и основна работа. Втората е, многу отворено се разговараше за напредокот на државите во евроинтеграцијските процеси. И да не забораваме, Балканот не е таков како што изгледаше во 90-тите години. Албанија, Северна Македонија, Хрватска, Словенија, ако зборуваме за земјите од бивша Југославија, Црна Гора се веќе земји членки на НАТО. Црна Гора, Албанија, Северна Македонија, Србија ги имаат отпочнато преговорите со Европската Унија. Значи се работи за еден друг амбиент кој што во моментот го имаме. Дали перцепираат регионот како стабилен? Регионот се перцепира како стабилен и тоа особено Северна Македонија како држава која што е фактор на стабилност во регионот. Зошто ќе потенцирам уште еднаш, ние сме земја членка на НАТО, земја која што ги отпочна преговорите со Европската Унија, земја која председава со ОБСЕ, меѓутоа и држава која што после се она што го помина во почетокот во касните 90-ти и во 2001 година, сме земја во која што е учесничка во Берлинскиот процес, земја која што е дел од Отворен Балкан, а тоа се практично организации
и процеси кои што ја јакнат и кои што ја унапредуваат регионалната соработка, односно слободното движење на луѓе, капитал, стоки и услуги. И уште еден многу важен факт, тоа е дека Северна Македонија е депонент држава, односно нашето Министерство за надворешни работи, на договорите кои што се потпишаа во Берлинскиот процес. И дополнително на самата дискусија која што се водеше, каде што присуствуваа сите лидери од Западен Балкан или нивни заменици, премиери, председатели или министри за надворешни работи, практично Северна Македонија беше посочена како пример која што низ добрососедски односи, низ дипломатски напори успеа да ги реши големите проблеми кои што ги имаше и сега да напредува во европските интеграции и претходно да стане земја членка на НАТО. Значи на конференцијата беше и бугарскиот председател Румен Радев. Имавте средби со високи представници на Европската унија, на меѓународни организации, на европски држави, на регионални лидери. Зошто не се сретнавте со Радев? Можете би проценилте дека не е момент за тоа или има некоја друга причина? Јас немав средба со председателот Радев, бидејќи не беше планирано во мојата агенда, меѓутоа тоа не значи дека на некоја друга конференција нема да се видиме. Дали се Петокот, сретнавте? бидејќи бев во собрание каде што тече реконструкцијата на владата, не можев да бидам тука на отварањето, а саботата веќе беа закажани други состаноци. Имајќи ги во предвид нели заладените односи на релација Скопје-Софија, имате ли план како да се подобрат односите? Последната порака на Радев, чина модатина беше нема продолжување на преговорите без уставни измени. Најпрвен, важно е да се истакне дека после 17 години чекање, Северна Македонија ги отпочна преговорите со Европската унија и тие преговори започна, како и сите други преговори на сите други држави, со скрининг фазата. Ние веќе отпочнавме со билатералниот скрининг, каде што поглавје по поглавје, сектор по сектор, ресор по ресор се разгледува нашето законодавство, примената на законодавството, институциите и така натаму. Самиот скрининг процес тече во насока на завршување според планот, некаде пред крајот на оваа година. И позитивни сигнали доаѓаат од Брисел и од нашите преговарачки тимови дека процесот ќе заврши во најдобар ред, а тоа значи дека на крајот ќе добиеме извештај во кој што точно ќе се знае кои области треба да ги напредиме, кои закони треба да се направат, кои реформи треба да се спроведат во државата. Што се однесува до самите преговори, јас уште еднаш ќе истакнам, ние не преговараме со Република Бугарија, туку преговараме со Европската унија. Не би ги коментирал изјавите на бугарските политичари, бидејќи тие се наоѓаат во кампања, така да за секој глас тие се подготвени да дадат било каква изјава со оглед на тоа дека константно се во избори и се обидуваат да собираат гласови на секои 6 месеци и затоа не би ги коментирал ниту изјавите на нивниот председател или на другите кандидати за други функции во Бугарија. Дали сметате дека стабилизирањето на политичката состојба, односно одредена известност таму, ќе ги стабилизира и односите Скопје-Софија? Па јас можам да кажам дека кога Бугарија имаше политичка влада, а тоа беше владата на премиерот Петков, тоа е практично нивната последна политичка избрана влада на избори, односите со Бугарија беа унапредени на едно исклучително високо ниво, каде што се разговараше за теми кои што се однесуваат на иднината. Вие знаете дека имаме работни групи кои што разговараат за инфраструктура, за евроинтеграција, образование, култура и така натаму. И како резултат на тие разговори и на таа атмосфера која што се креираше, успеавме да постигнеме договор со сите 27 земји членки на Европската унија и да ги отпочнеме преговорите. Во моментов и во Бугарија и кај нас има поединци, групи, па и политички партии кои што не сакаат да го видат регионот интегриран во Европската унија. Тие поединци, политички партии и групи за жал се финансирани и потикнати од трети страни, односно од држави кои што исто така не сакаат да го видат регионот интегриран во Европската унија и тоа веќе на сите им е јасно. И затоа на официјалните институции и на Северна Македонија и на Бугарија останува да продолжат со комуникација, која што комуникација јас од прв ден сум кажал дека треба да се базира на институционална комуникација, на достоинство, на задржување на достоинството на институциите и граѓаните на двете држави и доколку продолжиме во таква насока, тогаш ќе имаме односи со соседна Бугарија, исто како што имаме односи со соседна Србија, Грција и со Албанија. Исто така би сакал да истакнам дека нашите односи со Бугарија имаат и друга димензија, а тоа е економска димензија, тоа е димензија во соработка во однос на стратешки проекти.
Да не заборавиме дека во време на најголемата енергетска и економска криза, заедно со бугарските власти успеавме да го зголемиме капацитетот на единствениот интерконектор кој што во моментов го имаме и со тоа да се овозможи либерализација на снабдувањето со газ на државата. Тука секако дека помагаа и други наши партнери од НАТО, пред се Соединетите Американски држави, во делот на подзаконската регулатива, во делот на водењето на преговорите за зголемувањето на капацитетот на самиот гасовод кој што оди преку Бугарија во Северна Македонија, и тоа се исто така теми кои што се значајни за граѓаните на нашата држава, меѓутоа значајни и за соработката помеѓу двете држави. Доколку работиме во таа насока, доколку работиме на теми и на проекти кои што ги изближуваат граѓаните, тогаш јас верувам дека и односите помеѓу двете држави ќе бидат на ниво кое што е достојно на две соседни држави кои што се членки на НАТО, партнери во НАТО и кои што ќе бидат партнери во Европската унија наскоро. Повик до опозицијата упати вчера вице-премиерот Бојан Маричич за дебата, разговор за уставните измени. ВМРО одговори експресно дека ја одбива таквата понуда и бара повторно предвремени парламентарни избори. Дали може би тоа е само јавен настап, а вие имате некои сознанија дека опозицијската партија е подготвена да седнете и да се договорите? Или пак едноставно е блокада на целиот процес и како ќе обезбедите двотретинско мнозинство за уставните измени доколку не наидете на подготвеноста за разговори? ВМРО ДПМН е за жал 2 години е политичка партија која што ги блокира сите процеси во собранието. Тоа го прави единствено од причина што смета дека на таков начин ќе добие политички поени, бидејќи колку е полошо за државата и за другите, толку подобро е за нив. Тоа е нивната политичка проценка. И вие доколку го погледнете носењето на законите во собранието, изборот на уставни суди и така натаму, тоа личи на се, освен на политичка дебата во собрание. И јас лично сум дел од дебатите во собранието, каде што освен лични квалификации, па дури за членови на семејство и така натаму едни ниски напади, не можете да чуете ништо ниту подобро, ниту поново. Дали сега ќе има подготвеност кај нив за дебата или? Од друга страна, уште на почетокот на скрининг фазата беше упатена покана до ВМРО ДПМН, бидејќи тие се најголемата опозициона партија, да дадат своји експерти кои што ќе учествуваат во преговарачките тимови кои се организираат од страна на секретаријатот за европски прашања, предводени од вице-премиерот Маричич, и како така да бидат вклучени во процесот на преговори, бидејќи да се разбереме, процесот на преговори е процес кој што се води еднаш и кој што завршува еднаш со членство во Европската унија. Тоа не е процес ниту на еден човек, ниту на една политичка партија, ниту на една влада. Тоа е процес кој што ќе продолжи во текот на наредните, според наши проценки и според целта која што сме ја задале, во наредните 8 години до 2030 година, за да станеме членка на Европската унија. Од друга страна, сметам дека вие прашавте и во однос на двотретинско мнозинство во собранието, уставните измени кои што се една од одлуките кои што треба да ги донесе државата во делот на пристапувањето кон Европската унија, се една од одлуките за кои што е потребно двотретинско мнозинство. Бидејќи после тоа ќе следува реформа на правосудниот систем. За тоа се потребни 2/3. Реформа на обвинителскиот систем. Повторно се потребни 2/3. Реформа на децентрализацијата. Повторно се потребни 2/3. Реформа на јавната администрација. Повторно се потребни 2/3. Доколку било која политичка партија поддршката на овие реформи го условува со избори, тоа значи дека ние пред секоја реформа ќе треба да одиме на избори. И затоа сметам дека и уште еднаш упатувам апел до сите опозициони партии дека процесот на европски интеграции е надпартиски процес во кој што треба сите да учествуваат, а политичката дебата може да се води на многу други теми и на тие теми да се освојуваат или губат гласовите на граѓаните за било кои наредни редовни избори. Примера, дали е стабилно владиното мнозинство со последните промени, влезот на Алијанса, излегувањето на алтернатива, на Демократски сојуз, дали успеавте да го реализирате тоа што го баравте, создавање на европска коалиција, или ова реконструкција, како што некои велате, повторно пазарање за одредени раководни позиции? Дали е стабилно и со колку претеници всушност ќе располагате сега? Па најпрвин и самата дебата во собранието и моето експозе покажува дека ова
оваа реконструкција не е водена од поединци и не е водена од чисто позиции, тоа и се покажува, со оглед на тоа дека кон владеачката коалиција се придружува политичка партија која што дели исти ставови во однос на европските интеграции на државата. И да не заборавиме, и во минатото партијата Алијанса ги поддржуваше одлуките кои што се однесуваат на интеграција на Северна Македонија во Европската Унија. Од друга страна, јас кажав и сега кажувам дека вратата за сите политички партии кои што делат иста визија и кои што сакаат да бидат дел од спроведувањето на стратегијата за што побрзо членување на земјата во Европската Унија, вратата за нив во коалицијата е отворена. Меѓутоа, сепак ние сме демократско општество. Има политички партии кои што имаат различно гледање на работите и секако дека на нив секогаш им постои можност да бидат или дел од владеачка коалиција или да бидат дел од опозиција. Дел од нив декларативно кажуваат дека се за Европската Унија, меѓутоа практично не поддржуваат ниту една одлука. Еве погледнете го гласањето на договорот за Фронтекс. Тоа е договор каде што за прв пат нашата држава потпишува договор со сите земји членки на Европската Унија, каде македонскиот јазик за прв пат е дел од договор со сите други јазици на државите членки на Европската Унија. Без никакви додавки, без фусноти и без никакви појаснувања. И погледнете го гласањето. На тоа гласање не беше ниту ВМРО ДПМН, ниту Демократски сојуз. Тие може да имаат своји објаснувања. Имало пауза, па биле надвор, па биле внатре, меѓутоа паузата била и за тие што гласаа. А гласаа пратениците на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, на Демократска унија за интеграција, Алијанса и на други, Либерално-демократската партија, и да не заборавам некоја партијата на кои што застапуваат етнички заедници, од турската заедница, од српската и така натаму. Така да, едно е декларативно вие нешто да поддржувате, во пракса да не правите ништо и потоа само да барате изговори. И затоа сметам дека на крајот на денот оваа реконструкција ќе биде поддржана во собранието и парламентарното мнозинство ќе биде поголемо од тоа што беше досега и ќе може да продолжи со реформите и со поефикасно спроведување и гласање на законите кои што владата ги доставува до собранието или кои што сами пратениците ги предлагаат. Како што веќе споменавте, едно од темите на Минхенската безбедносна конференција беа хибридните закани. Беа обработувани на посебни панели, меѓутоа провеува и речиси сите дискусии што се водаа на различни нива. Сведоци сме кај нас на лажни дојави за бомби, напади на сајтови на институции. Сега последен беше нападот врз Фондот за здравство, односно IT системот на Фондот за здравство. Дали овие напади се поврзани едни со други? Може би се поврзани со руската агресија врз Украина или се мотивирани од сосема некои други, да речеме, криминални или други причини? Апсолутно се поврзани со војната која што се води во Украина, бидејќи пред тоа не постоја. Второ, хибридната војна која што се води и која што вклучува сајбер напади, која што вклучува хакерски напади, која што вклучува дезинформации, практично е нов начин на војување кој што досега не е виден. Тоа има неколку цели. Прво, да направи блокада на клучни и витални системи во држави кои што се членки на НАТО, на Европска унија, кои што се западно определени. Второ, да внесе немир кај граѓаните, бидејќи се набаѓаат системи кои што обслужуваат голем број на граѓани. И трето, да направат еден систем на дезинформации во државите, кој што на крајот на денот оди во насока и оди во корист само на оние кои што не сакаат да го видат нашиот регион конкретно, да биде дел од Европската унија или да биде дел од НАТО. Нападот врз Фондот беше окарактеризиран како криминален напад, за кој што се бара откуп. Значи, може би од поинаква природа. Како тука реагира државата, имајќи предвид дека веќе 13 дена, значи се случува оваа ситуација, со чувствителни податоци за граѓаните кои што се заробени таму некаде. Значи, како ќе го реши тоа прашање? Дали државата има капацитет, дали има средства, експертиза, што недостига за да има брза реакција во овие вакви ситуации? Први што се однесува до сајбер нападите, сите сајбер напади, сите хакерски напади, сите хибридни закани, дезинформации, тие сите зад себе имаат
имаат позадина која што на ниту еден начин не може да се окарактеризира како легална и правична. Туку напротив, токму како што вие го поставивте прашањето. Во случајот на Фондот за здравство работат експерти од нашата држава, заедно со експерти од земји членки на НАТО, кои што се врвни експерти. Јас и од Фондот за здравство имаше соопштение, и јас исто така имав одговор на прашање. Личните податоци на граѓаните, што се однесува на нивните медицински досија и така натаму, тие се заштитени внатре во системите на фондот. Меѓутоа, другите активни системи на софтверите кои што се користат се под хибриден, односно под сајбер напад. Јас го разбирам револтот на здравствените работници. Најавија протест во среда, доколку не ги... Значи, јас го разбирам револтот на здравствените работници. Прво имаше информации дека немало пари во буџетот. Пари во буџетот има и во Фондот за здравство, и во централниот буџет. Меѓутоа, со оглед на начинот на кој што се исплаќаат платите и со оглед на сајбер нападот кој што се случува, тоа не беше можно да се направи во изминатите денови. Ние работевме заедно со Министерството за финансии и со вработените во Трезорот да може да се направи од Централниот Трезор, која што е комплицирана операција, меѓутоа на која што ќе се работи. Не сакам да истакнам нешто друго. А тоа е дека кога беше корона кризата, нашите херои беа докторите. И сите ние имавме апсолутно разбирање за нив и сите пофални зборови им ги дававме на начинот на кој што со надчовечки напор, со 24 часовна работа се справуваа со корона кризата и им помагаа на граѓаните. Денес при овие сајбер напади, при оваа хибридна војна, повторно има кои што 24 часа работат. Тоа се IT инженери кои што работат во институциите. Ние имаме исто така формирано и тим, специјален тим во Министерството за внатрешни работи, во кој што учествуваат IT инженери од Агенција за разузнавање, од Агенција за национална безбедност, што беше исто така дел од соопштението кое што го имавме после состанокот на координативното тело на безбедносните служби. Тие луѓе имаат имиња и презимиња. Ние не ги знаеме. Бидејќи никогаш немале можност да бидат дел од јавна дискусија, од медиуми и така натаму. Меѓутоа и тие работат 24 часа на ден. Тие имаат своите семејства кои што не ги виделе. И јас ќе се потрудам лично на еден од наредните јубилеи кои што нашата држава ги слави, барем еден од нив да биде награден со државна награда во име на сите нив кои што навистина 24 часа работат за да ги заштитат и да ги одблокираат системите кои што се под сајбер напади. Бидејќи навистина кога се работи со земји партнери од НАТО, тоа значи дека буквално работат 24 часа. Бидејќи тие соработуваат и со експерти од Австралија, меѓутоа и со експерти од Соединетите Американски држави. Се работи за временски разлики од 8, 9, 10 часа. И навистина можам да истакнам само благодарност во однос на тоа што тие го прават. Од друга страна, кажав дека го разбирам револтот на докторите. Тие имаат право. И граѓаните се во прашањето. И граѓаните, револтот на сите. Има проблем при издавање на рецепти, на боледувања. И вработените во Фондот за здравство, со оглед на настанатата ситуација, која што ќе биде решена, тие ги сменија своите процедури, работат продолжени работни часови, работат на завршување на дел од работите кои што биле дигитални и мануелно, се со цел да бидат пружени сите услуги на граѓаните. Значи велите дека ќе се реши брзо овој проблем или? Апсолутно дека овој проблем ќе се реши. Како што и секој друг проблем е решлив кога напорно се работи и кога се имаат експерти кои што тоа можат да го направат. И јас еве уште еднаш користам можноста да апелирам на смиреност кај граѓаните, бидејќи ова се прави за да има немир кај граѓаните. И исто така искажувам благодарност за оние кои што 24 часа работат на заштитата и на отстранувањето на овие напади кои што ги има во виталните системи. Вие знаете што се случуваше во Албанија, знаете што се случуваше во Црна Гора. Исто така и тие се справуваа заедно со помош на стратешките партнери, а тука пред се мислам на Германија, на Соединетите Американски држави и така натаму. Премиере, ви благодарам за овој интервју, дадено тука од Благодарам и на Минхен. вас.